На 19 мај во салата Борис Трајковски првото големо YouTube шоу. Стефанатор и Джипи, момците за кои што зборуваат цела Македонија, гости во студиото на Репортер. Дечки, здраво! Здраво! Драго ми е што прифативте поканата и што дојдовте во студиото на Репортер, вака на неколку дена пред вашето големо шоу на 19 мај. Драго ни нас фала на поканата. Ве мора ухор да одговарате, сега ќе мора да се синхронизираме некако сите тројца, еве јас ќе ќутам малце повеќе, ќе вас дам вас да зборувате. Ајде, на Стефанатор ќе му дадам предност затоа што е постар од Джипи. Дали има трема пред шоуто на 19 мај во Борис Трајковски? Сега би рекол дека неам, ама мислам дека дента кога ќе дојдам таму ќе имам преголема, затоа што не знам, ќе не стрефи нешто, не дај Боже некој инфаркт, зашто кој ќе видиме зашто сигурно секогаш ги надминуваат нашите очекувања, што и да замислиме има повеќе од тоа, така да не знам, мислам дека ќе има многу, мислам дека ќе биде лудо и дека ќе имам трема сигурно. Джипи, што ќе ни понудите, односно што ќе им понудите на вашите обожаватели во недела? На шоуто ќе може да гледаат точки што обично ги гледаат односно на нивните монитори, сега да не видат во живо, значи музички точки сигурно ќе има, тоа да кажеме. А за понатаму не би сакале да откриваме, ама ќе биде интересно. Джипи, пред да почнеме се нешто ушифрим, па не сакам да откријам, ама ајде барем може ли да ми откриете како се подготвувате? Имате ли време со оглед на тоа што и 20 сте студенти? Па имаме. Колку ќе ни пукне идеја во глава, реално кога ќе се фатиме, стигаме се колку и да е стресно и форсирачки. Ние обично под притисок и најдобро функционираме, така да кога знаеме еве дека недела ќе се спремиме. Ако мислиме дека имаме време 2 месеци, тогаш сигурно ќе би го ставили, пак по последен момент ќе правиме, така да. Така функционираме. Нашиот пат е вашата прва книга, така? Да. Ја издадовте, како сте задоволни, што има во таа книга? Презадоволни сме. Каже, што има? Како што кажав, и тоа ги надмина сите наши очекувања. Сме блиску до славење на можам да кажам слободно 5 цифрена бројка што не сме ни ние свесни што се случува. Што има во книгата? Има дел од нас, се представуваме ние кои сме позади камерите, има некои интересни работи што порано не ги знаеле за нас. Тие што сакаат можеби да снимаат исто видео како нас, го има и тоа да им даваме некои совети, така натаму. Со оглед на тоа дека сте идоле на многу деца, еве што ги советувате младиве генерации кои што сакаат да се занимаваат со оваа работа? Па искрено не би ја нарекол како работа, повеќе би ја нарекол како хоби, бидејќи барем за кај нас не би требало да се, а и во странство да е било каде не би требало да се стави на прво место, бидејќи сепак овој бизнис на некој начин не е ни толку сигурен дали ќе се успее, дали ова, дали она, така да предлог секогаш учете образованието, барем така мене ме научиле дека секогаш е најбитно и е најбитно. И ако решат да се занимаваат со ова, нека го прават од забава и нека уживаат во тоа, бидејќи само така ќе биде и најуспешно и најинтересно. Да не заборавам да споменам дека вчера промовираше твојата песна, која што за неполни 24 часа достигна. Нема уште 24. Нема уште 24 часа достигна 70.000 прегледи. Каде го снимаше спотот? Која напиша песната? Која е девојката од спотот? Јас ја напишав песната. Девојката од спотот ми е другарка под името Ивана. Така? Ивана Шиковска целосно. И спотот е сниман во Скопје и во Маврово. Мислам дека локациите се така предпознатливи каде се. А оние други на твои песни за 100.000 ајде джипери, по колку прегледи имаат тие и за тие го напиша текстот? Да. Првата има 1.700.000, мислам, а втората 1.000.000, не знам, 100 или 200, немам видено одамна, или така. Така. Како почнавте со сето ова? Стефанатор, можеш ли да се сетиш ти, како реши да го снимаш првото видео? Од каде идејата за ова? Почнав со прво јас се чувствам дека имам некоја си потреба во мене да креирам. Не можам туку така да седам, морам нешто да правам. Сега откако тоа видов дека на македонскиот YouTube веќе постојат некои кои што веќе снимаат и не знам, решив да се впуштам во целата приказна и да видам како мене ќе ми оди тоа и не знам, решив тој ден дека јас сакам да снимам на македонски. Пред колку време е тоа? Тоа е јули 2016. Така. Значи 3 години веќе како... Тогаш го ставив скоро 3. И што беше првото видео, се сеќаваш? Првото беше се представав кој сум јас и што ќе правам, ваljda тоа беше. И како реагира луѓето на тоа? Што ти пишуваа доздола под коментари под Па тогаш не знам колку коментари имаше, дали имаше 5-6 коментари. Тоа не знам како минало. Ама не знам што беа
најверојатно сите само ајде браво да видиме, да чекаме видео. Потоа го снимаше следното и следното и некако Следното и еве сме денес. Да бе, реално сега со нас 100.000. Да, ама и ја почнав од досада, нема нешто Сега да правам. сакам да те прашам ти како почна, како твоето видео тргна? Како Сам- твоето видео прв пат се појави на YouTube канал? Моето прво видео нема искрено како прво, мислам има прво видео, ама беше на порано снимав на англиски како многу мал уште, крај на 2008 и беше 3 секунди видео од мојата елка у собата. За нова година. Така да никогаш не го почнав сериозно. Снимав на англиски, не успеваше бидејќи за англиски се пробиеше многу тешко, баш сигурно сум бил многу мал и кој ќе гледа некој дете на интернет. Негде крајот на 2014 решив од кога видов еден или двајца веќе што почнаа на македонски, решив чекај да пробам јас и тогаш ја добив вистинската поддршка што од секогаш сум ја сакал. И не знам, се расте, не престануваше да расте и еве сме денес. Ве поддржуваат родителите, пријателите. Како реагираа вашите соученици, да речеме, еве пред да се запишете на факултет Джипи во Крчагин, Стефанатор во Орце Николов, како реагираа вашите другари, да речеме, од средна школа? Кој ви се смееше, кој ве поддржуваше, да речеме, еве девојки? Тие беа двата типа на луѓе. Некој се Така. поддржа, некој се смее, али генерално тоа и позитивно било секогаш. После откако ги пуштивте еве првите YouTube видеа со кои што веќе ја стекнавте популарност и дојдовте во школа, да речеме, или во друштво, имаше ли некои негативни коментари, па и да се доведете ситуација да се карате како... Јас видеото кога го ставив, јас кога почнав со YouTube уствари баш завршив со средно. Така. Да тоа беше баш распустот после 4-та година. Така да сум немал некој судир со школа, а вака од луѓе со кои се дружам и кои ме сретнувале, немало ништо негативно. Джипи? Па исто слично би кажал, со тоа што јас кога почнав на македонски бев прва година средно, така што сите 4 години средно. Сите 4 години. Буквално тогаш и на YouTube и со учениците во школа се запознавав и заедно растев и со нив. Ка ме знаја од никој ништо да се научам до сега каде што ете сум достигнал, така што ме поддржува и некојаш се смеа, некојаш пак ме поддржува. Професорите во школа и сега на факултет? Па мислам дека пола професори средно ме знаеа. И на факултет Па да, исто така. еден или двајца онака ми имаат пристапено, а колку ме знаат не знам. Кога не сте пред камера, кога сте позади камерата, се дружите ли приватно? Ево, освен што се споивте со книгата и со тоа што ќе настапувате заедно во Борис Трајковски. А јас и Марко, колку имаме тоа време да се дружиме, за жал и немаме многу поради сите обврски, а дека сме блиски приватно сме многу. Па тоа сега да кажам за зад камерата, уште сме на зад камерата многу по-енергетични него мислам сме и во видео енергетични, ама зад камерата мислам дека поишурламе. И мислам дека тоа што не гледат колку сме блиски на камера е помалку од тоа што сме блиски во живот, така да. Така. Убаво рече Джипи, помалце урламе пред камерата, урлате пред камерата, многу викате да, од она ја што сум го видела. Тек замислете позади камера. Добро, кој ве снима? Како се снима? Како Сами. оди снимањето? Цело време сам? Да. И кога пробуваш прв 99%. пат ајвар, еве тоа е нешто Добре, што ете сум го- мајка ми ме снима. Аха, мајка ти не сме ја виделе веројатно во... Не. Ја држам надвор од Од приказнава? јавноста, Така. да. Значи сами се снимате постојано. Од каде идејата што ќе зборуваш пред камерата? Моментот е Инспирација е од каде секој дневни Да. моменти, од нешто што е актуелно на интернетот, во светот, нешто. Значи се е инспирација од може не знам, пример, цвеќено да го видиш портокалово И за цвеќето сега? И сега што ќе нешто кажете? за портокалово. Тоа да си јутубер е оствари многу не разбираат, така. некако уште е конфузна тема и не можат сите да доловат што е тоа. На некој начин само ние го представуваме нашиот живот и тоа го представуваме на тие што не следат. И е многу поразлично, пример, и тоа нашата публика не чувствува нас, пример, многу поблиско отколку што не ги чувствува пејачи, глумци, затоа што не чувствуваат, не знам, некако како еднакви на нив. И ние сме буквално со нив и цело време сме во допир со нив. И ако некој не чувствува еднакви, треба да не чувствува еднакви. Јас не се сомневам дека не ме чувствуваат еднакви, затоа што можеби постојано сте на YouTube каналот и постојано на луѓето им го пласирате вашето секојдневие. Како се соочувате со децата и претежно младата публика која што буквално е полудена по вас во државава? Значи очекувавте ли толкава популарност и како се носите со тоа?
Не сме очекувале ништо со ова што ни се Ништо, случува. ништо, ништо. Так. Некако не затекна и тоа дури некогаш си се лутам сам на себе што така сум некако се неспремно го примам. Ама не знам, се што целата подршка која добиваме ми е некако нереална и Еве кога одиш по лице ќе седнеш кафе да пиеш, не знам, се видиш со пријатели одеднашка. Едноставно се навикнуваш на тоа и мислам дека јас пак ќе кажам, 100 пати сум кажал и сега ќе кажам, едноставно тоа ми го направи животот поинтересен и управо си ја некогаш си се лутам сам себе што некогаш не сум спремен да прифатам, да речам, тоа внимание што никогаш сум го немал до сега, така што ама од досада почнавме снимаме видеа, каде иде, веќе иде, еве дојде до тука и уште иде и сега не знам. Интересно е секој Добро, случај. 24 часа снимате, нели ви станува досадно или тоа некако поголем Не, предизвик ви е? Не, секогаш е. секогаш ни е забавно и секогаш би сакале да снимаме. Ние ако не би ни било ова забавно, не би го ни правеле. Е нешто ново на пример, што Така? никогаш не очекував дека ќе го направи. Секогаш има нешто ново Аха. и не може да е досадно кога нонстоп е. По колку следбеници имате сега во моментов и двајцата? Јас сум со 73.000. Јас сум со 162.000. И некако сега се гледате ли како конкуренција еден со друг или не и покрај тоа што заедно Не верувам. напишате? Никогаш. Не, али кога и да имало, не знам, некогаш нешто, секогаш било во позитивна смисла, што знам. Так. Да се гураме еден со друг, да бидеме подобри верзии од себе секогаш. Да. Покрај вас двајца со кои други јутјубери се дружите? Озборуваме ве за македонскиве? Уф, па со многу. Што се правите муабет кога ќе седнете? Какво видео да снимаме, ајде вака да снимаме, ајде онака, значи как оди дружбата на неколку јутјубери, еве? Кога ќе седнеме заедно, не сме седнале да збориме, што едноставно секојдневни муабети како што и секогаш збориме. Така. Нормално и со малце вметнат микс на YouTube, ама на YouTube теми, ама генерално има многу со кои се дружиме, оддамна се немаме некој голем проект снимано заедно. Се надам ќе се смени тоа во иднина, али Помогни му на другарти, не ми рече не сте конкуренција. Да не му се мешам ја во зборување. Каре да продолжам, не знам се изгубим. па не знам. Не го слушаш, значи што збори. Се замисли. Друго сакам да ве прашам. Стефанатор, 90 секунди. Од каде идејата за тоа? Сакав на познатите личности, тоест па не тргна баш така, ама прерасна во нешто што сакав на некакви некакви монотони прашања и нешто да на познатите ни поставам некакви си поинакви прашања што порано никој не им ги поставил. Пример, не знам дали повеќе сакаат да пијат кафе или чај или не знам, секакви разни прашања. И се решив да ги притиснам со време од 90 секунди, каде што би немале толку време да размислуваат и не би биле баш спремни на прашањето и да видиме како би се снашле во тоа. И колку време ти треба да ги осмислиш прашањата кои што секогаш ти се интересни, еве? Па не Јас да многу, видам пола сат максимум, затоа што гледам секогаш и да ги направам, да ги усогласам со личноста, да не биде да прашам некој нешто што не треба. И колку ќе им се јавиш по телефон или како и да се договарате за да го снимате тоа, прифаќаат веднаш или имаше ли проблем додека да се наметнеш емисијата да стане популарна? Имаше проблем на почетокот, кога треба да објасниш кој си, Така. што правиш, зошто го правиш, каде Аха. го правиш, тоа беше на почетокот многу тешко. Така. Ама среќа проектот стана тоа што стана и сега многу полесно, така што кога веќе ги им спомнам 90 секунди, да, знам, гледав, може супер. Джипи, ти планираш ли да направиш некој 90 секунди слично како 89. И што ќе има во тие 89 секунди? Не. Ако подразбира тоа некој проект како вклучување на други личности од попознати личности, не сум размислил на ништо така што не верувам дека во скоро дни би правил нешто така. Нешто друго сакам да ве прашам, еве што мене лично ме интересира. Од оние видеа кои што сум ги гледала, јас често пати немате проблем со зборувањето и со говорот, па дури и пцовки и слично. Колку тоа да речеме сметате дека остава негативен впечаток, еве, некај децата тука кај повозрасните. Сам дека пцовки, освен во 2 видеа каде што читам коментари од други што ми ги Така? пишале, не пцуеме во Аха. видеа, така што Значи тоа било читање коментари. Да. Ама и токму поради тоа и не пцуваме, поради тоа што знаеме какво влијание може да остави врз тие што не гледаат, а и многу ни значи поддршката од родителите која моментално имаме, бидејќи
кога и родител ќе ти каже браво, супер Так. си, значи стварно го мисли тоа. И Добро, како ќе го Много пуштите вашето видео на YouTube, еве родителите го гледаат, кога ќе ви што најчесто кога најчесто добивате критики? За кое видео? Значи сте сгрешиле овде, не ти е ова добро. Како ги прифаќате негативните критики во целава приказна? Па не знам дали има такви негативни критики од таа. Зборувам од смисла. вашите блиски, од родителите, од оние на кои што претпоставувам најмногу им веруваат и најмногу може да ви сугерираат. Онамо многу каде што ретко се грешите. случило, Да. скоро никогаш. Поише критики имаме од тие што не гледаат. Дали тоа ќе биде бесмислена критика или конструктивна критика во да речем во зависност од тоа или ќе ја погледнеме и ќе се насмеелиме или ќе ја прифатиме бидејќи навистина секогаш сакаме да бидеме, ако нешто не ни чини, мило ни е да прифатиме коментар за тоа и да го поправиме тоа за во наредно видео. Ама од блиските скоро и никогаш не сме добиле. Добро, колку сте популарни кај девојките? Не знам како треба да одговорам на ова прашање. Како Јас мислиш? зборев до сега, сега ти Да, зборуваш. Сега јас ти го поставив тебе ова прашање затоа што неодамна излезе на приказна дека си бил во љубов со пејачката Мартија. Вистина е тоа, еве да бидам Не. Да. Тоа не знам. Джипи може вика би- да, сега јас не знам на Се кого да шала, верувам. се шала. Нели не бевте конкуренција, така сте другарци. Ја го гледам тоа што се збори и што се пишува сега. Така. И кога ќе размислам по од нивна страна, може би и така изгледа, ама нема никаква врска за тоа. Јас и Мартија сме само другарчиња Така. и си соработуваме за еве снимавме 90 секунди прво, сега соработуваме за песнава, така да само сме соработници, на некој начин и другари. Добро, не се прави до толку Па мај. се вади. Па еве да се одбранам зашто гледаме дека ностоп се пишува тоа. Значи не е вистина. Не, јас имам девојка, ама е друга. О, па кажи ова. Да. Како го прифаќа твојата девојка? Како ја прифаќа твојата девојка популарноста на YouTube каналот и општа популарноста, значи? Па, мислам дека не и пречи, дека гледа, дека разбира едноставно што е тоа и прифаќа секако што е. Джипи? Молам? Имаш девојка? Сега, може и. Се го намести се по натор да збори, сега ти Само пак ти некој кажа лаконски дека тоа. има се. Не, ти рече дека... Добро имам. Колку време сте заедно? Сега многу детали. Многу прашуваш, а како го ја прифаќа твојата популарност? Па се смее секогаш кога ќе не застанат него да се сликаме, така што мислам дека исто како што кажа Стефан, го разбира тоа и нема проблем. Добро, се заработува ли нешто од ова? Колку што би се заработувало ако го гледаме во светски, ако го споредуваме со светски рамки, не. А дека се зошто ги мешам тие два збора? Добро. За работа. Заработува. Се заработува и спочнува се да оди во нагорна линија, така да не знам, се надевам дека за некоја година би можели повеќе да се пофали во моментов, не толку, ама да се заработува. Убаво кажано. Ќе го надополниш? Не, баш на колегата место и кажано, све што пошто кажа така на е, место, буквално е така. така ситуацијата. Ама сега за сега слабо. Добро, еве уште едно имам интересно прашање за вас, па вие договорите се кој ќе ми одговори. Некако децава се тепаат да им дојдете на нивните родендени. Некој ова да го праша, добро. Ајде, Ето да може. го кажеме јавно Да, кога. да, Така? јавно да го кажеме, добро. Дали е вистина дека по 500 евра била сумата за изнемување на GP Стефанатор? Господе Боже. Речете прашањето е. Ја ова кај го прочитав, имав некој видео и некој прашал као, не знам, некој ми имаше пишано, нема проблем бараш 100 евра за роден ден бе брат. Ја викам, што? Била брат, Вака. многу Не, па добро, така, реално брат, така си. Не, супер. Вака, Рече дека никој за не ме прашал, родендени што повеќе многу одамна не Така? имаат барано, имам отидено... Туку имаме заеднички став, така да можеш да Да, двајцата за разбереш. јас барем лично имам отидено само на два уште пред 2-3 години, мислам, на најблиски роднини. И замислете го моментот на вториот, со децава се сликаме и доаѓа дете и ти вика, а на мојот роден ќе дојдеш? Аха, така. Значи, не само на тие што се родендено, ако отидеш кај едно дете, не е фер за другите 160.000 и така натака. И не само тоа што не е фер и што не може да се стигне кај секој на роден, туку реално и немаме време за такви активности, а за тоа дека сум земал пари за роден ден што сум отидел, никогаш не се случило и знам дека
имало родители што ни нуделе пари доете за родина, ама не сме прифаќале поради тоа што Сакаме да сме фер кон сите. Да, сакаме да сме фер кон сите и немаме време да постигнеме тоа, така да извинете сите. Би сакале да можеме, ама Зашто секојдневно и уште еве до ден денес Да. не стигаат пораки и секогаш кажуваме не и објаснуваме зошто е тоа не. А овие приказни дека 500 евра... Тоа не знам од кај се. Јас стварно евра. не... Значи, не еве, знам. јас морав да ве прашам и убаво што ве прашав за да објасните дека тоа не е вистина. Сакам да ви посакам голем успех на 19 мај. Јас сум сигурна дека ќе ја наполните пипарината Не Борис ќе ме Трајковски. Кои се разбереш. вашите прогнози? А, појма немам. Не очекуваме никогаш. Не знам. Тоа е сигурно нешто очекуваме, ама не знам. Ама Не ја очекувам мислам дека ништо, ќе, јас сум сигурна дека ќе биде вака. Е, па инфаркт на сцена ќе ме мавне ако биде. И сега вас, да не ме ама мамни ќе вас сме инфаркт да- на сцената, ама ние подготвивме изненадување. Неколку дечиња овдека дојдоа го окупираа нашето студио и сакаат да дојдат да ве запознат и да ви постават по едно прашање. О, ајде. Ела влезете, ајде. Повелете. Имаме сега 4 деца: Тамара, Јан, Кристијан и Јана. Ела седнете вамо сега, не мора да стоите толку да се срамите. Еве ви ги Джипи и Стефанатор да им поставите по едно прашање за да направиме позабавна емисијата. Аха, до мене ќе се Може некој кај нас дојде да имаме. Ај, одете, ајде, оди. Леле, сега сите, што правиме сега? Леле, Јана, Тамара, оди седни сега и ти таму, еве на ова. Еве, тука, Може, добро. леле, Јан не се гледа, оди ваму кај. Дечки, ова се ваши големи обожаватели, ние моравме да ви го направиме ова изненадување и нив да ги израдуваме, пошто вие сте нели научени да ве сакаат вашите обожаватели, се може да ви постават по едно прашање. Ајде, Тамара, повели. На колку години почнавте да снимате? И дали деца на наша возраст би можела да почнат да снимаат? Јас почнав на колку имав тогаш 18 валјда. О, само ево ќе биде лошо, ја почнав на кај 9-10. Тебе сме те виделе како помал, да. Да. Цела еволуција на живот. Ама не би рекол дека тогаш е соодветно се почне. Треба малце да се порасне. Исправете се малце вие двајца, ете така. И кога сте постари да почнете. Мислам дека така. Значи, Не знам како моите ме оставиле. Валја скришум снимав. Не знам. Ако го слушаме Стефанатор на покасни години, ако го слушаме Джипи, Не, јас Не, би нешто почнал и измеѓу. порано, И порано, така? ако гледам од сега би почнал и порано, ама не многу порано, затоа што мислам дека сепак треба постои нека граница и треба барем ете ако се снима, пушти го дома на твоите да го изгледат и да видат што правиш, па потоа дојди, затоа што Така. мислам дека кон многу мали не може баш ние да донесеме одлука дали е тоа окей. Значи, слушате, прво родителите мора да го видат тоа, па после тоа да излезе на YouTube каналот. Точно. Јана, ќе му поставиш ти на некого прашање? Ајде, земи го микрофонот. Зашто не снимаш повеќе видеа со Грени? Грени. Грени. Грени дека веќе имам снимано 3 пати и за да мислам да не е 4. Така да за да не станува многу пати цело време и хорор и Грени цело време, затоа сум направил пауза, ама еве кога ќе се смени играта, повеќе ќе ја снимам. Ајде, Јан, повели. Пак. Како те снима од тебе на YouTube, бидејќи мајка ми не знае како да ме приклучи на YouTube, ја прашувам и неќе да ме... Епа, треба да пораснеш малце. Мислам дека... Ма не, до друго е, не знае како да ме уклучи да бидам јутубер. Да пораснеш малку, мајка. Треба не да знам. пораснеш, да, иначе акаунт треба Ама се ако прави. ако ќе пораснам? Тогаш Джипи како треба? Тогаш мислам дека сам ќе знаеш како на компјутерот таму на YouTube кога ќе отидеш, ќе направиш sign up. Ајде, Си пишеш име. Како знаете да наместите фейскем? На програми за едитирање Sony Vegas Premiere, било што се користи и се снима посебно камера, посебно компјутер и се мести после камерата како фейскем во горниот ќош. Ама тоа се учи вајде кои ќе бидат малце поголеми, така? Или? Може ти сега. Може ти сега. Се учиме колку сме поголеми. Дали ви беше убаво во друштво на Джипи и Стефаната? И нас ни беше. Многу технички прашања, ама добро. Ви благодарам, Супер, дечки, да. за гостувањето. Ви благодарам и на вас, деца, што ни ја разбавивте овдека емисијата и се гледаме сите на 19 мај во арената Борис Трајковски, најголемото YouTube шоу во Македонија.